влада што ќе ги спроведува изборите ќе биде и без министер за труд и социјална политика? Па до сега можам да ја оценам, би рекол, функционирањето на техничката влада и однесувањето на владата пред да биде именувана техничката влада како исклучително нефер и недостоинствена во процесот на спроведување на фер и демократски избори, но тоа, повторно ќе кажам, не треба да биде разбрано дека еве ВМРО ДПМН се жали, напротив, и покрај сите овие предизвици, злоупотреби во буџетот, вештачки вработувања и натрупување во државната администрација, се уште замрзнатиот имот, неисплатеното со закон за гарантирано финансирање на политичките партии, ВМРО ДПМН е убеден во мудроста на граѓаните и во огромна победа на 12 април. Конкретно дали прифаќа ТВ дуел со вас? Ке има ли ТВ дуел? Па мислам дека тоа е добра алатка за да видиме и да се сочиме пред граѓаните. Логично, двајцата нели кандидати за мандатари во идната влада. Логично е да имаме едно предизборно соочување. За време на изборите претпоставувам ќе имаме и други можности да исто така поразговараме за понудата, но добро е да направиме еден рекапитулар што све се случуваше изминатиот период. Очекувам Зоран Заев да се охрабри, да не се крие, да излезе и да поразговараме пред граѓаните околу актуелната ситуација, реалноста, дали блескаме или сме во мизерија, дали навистина оди напред како што вели тој по правиот пат или пак и треба на државата обнова од овој пекол кој што го направи. Крајниот рок за поднесување на кандидатските листи е 12 март, но кога може да очекуваме од ВМРО ДПМН да ни открие кои политичари повторно ќе се најдат на тие листи? Кои би биле луѓето кои што би биле на тие листи? Носителите ќе бидат објавени помеѓу 1 и 5 март од прилика на изборните единици, а останатиот список не подоцна од 10 март ќе бидат луѓето кои што ќе бидат дел од пратеничките листи на ВМРО ДПМН. Какви лица би се нашли, дали ќе се оди комплетно со нови лица или ќе има и дел од... Па одговарав на ова прашање во минатото, ќе има најголем дел луѓе кои што за прв пат би се нашли на пратеничките листи, но ќе има и такви кои што чие што искуство е потребно во рамките на пристојно функционирање во парламентот. Господин Мицковски, неколку пати вие потенциравте околу случајот Рекет за инволвираноста на Заев. Вчера испадна за време на судењето од ПИ-мерките дека специјалната обвинителка Јанева била на кај вилата Воднова, ако председателот Пендаровски веднаш се огради од средба со нејзе. Како го коментирате ова? Луѓе, јасно е таму ситуацијата како ден. Ние нема што да коментираме, се знае кој е октоподот, сега многу јасно се гледа главата на октоподот. Не треба ние воопшто да се мислиме, ниту пак да одгонетнуваме било какви ребуси. Јасно е што подразбира октопод, наречен Рекет во случајов, кој е главата на тој октопод. За жал го видовме вчера на повисен тон како бара правда во нашата држава. Предпоставам бара нова амнестија, трета, четврта, која е таму поред за тоа лице. Многу е јасно и на тие ПИ-мерки, ова рекетирање станало семена забава, па гледаме не само Зоран Заев, туку и неговиот брат се состанувал со еден од тие кои што се осомничени и осуден, ако не се лажам, во овој случај Рекет. Сигурно не разговарале за романи или било каква поезија. Предпоставувам дека тема на разговорот биле бизнис интереси, бизнис делки, меѓу кои што неминовна тема сигурно била и случајот Рекет. Инаку Зоран Заев неколку пати во минатото кажа дека се оградува, па те црвена линија му не се оградува, па се оградува, за на крај видиме дека осомничената, односно притвореничката Јанева, и тоа, замислете, одела во резиденцијата на председателот на владата. Сигурно таму не се среќавала со некој од обезбедувањето, предпоставувам се среќавала со Зоран Заев. Предпоставувам дека тема на муабетот биле разговори поврзани со случаевите во специјалното јавно обвинителство. Истовремено гледаме како овој веќе осудениот кој што призна вина одел во владата, а претходно Зоран Заев, ако се сеќавате, рече дека само еднашка се сретнал со тоа лице, кога овој му носел инвеститори во владата, а гледаме дека таму на задниот влез влегол сам без да биде придружуван од било какви инвеститори.
Така што јасно е секој оној обвинител кој што сака да обвинува според законите и кој што сака да го приведе овој случај до крај, се знае кој е овдека главниот организатор, инспиратор, сценарист на целиот случај поврзан и наречен рекет. Така што и да коментираме, ние повторно може да се забавуваме, секој ден да се коментираме, треба обвинителството да постапува и доколку вчера оној беше марш за правда и доколку вистински ја сакаме правдата, еве и можност да постапуваат според словото на законите и да вистинските обвинети во случајот да бидат изведени пред лицето на правдата. Сега е јасно зошто текстот на Законот за јавно обвинителство требаше да биде таков како што е. Така што немам навистина што да додадам, освен тоа еве да апелирам до надлежните органи за транспарентна и целосна постапка поврзана со случајот рекет, без разлика дали во тие ПИМ мерки влегол братот, дали влегол другиот брат, дали влегол братучедот или некој друг. Вчера најавите дека правниот тим на вашата партија ги разгледува можностите за поднесување на представки до надлежни институции за начинот на кој што беше донесен Законот за совет на јавни обвинители. Имате ли нови информации до кои институции ќе се обратите? Видете, правниот тим на партијата ја анализира целокупната постапка од правен аспект и која ќе биде завршена анализата, констатирани недоследностите и аномалиите, ќе постапиме соодветно на препораките. Предпоставувам дека тука ќе има многу работи кои што се поврзани со непочитување на процедурата во рамките на парламентот, со непочитување на деловникот за работа, кој што истовремено и закон, непочитување на уставот, секавата претходно предлог законот беше донесен, па видоизменета беше верзијата, истиот не беше повлечен, не беше одобрена нова владина седница, што е само по себе противуставно. Се гласа во првиот обид на гласање имаше 74, што значи нема плюс минус 5 па да се премине кон поединечно гласање. Од необјаснети причини се поништи сето тоа. Целото ова само едно дополнително разочарување за граѓаните. Навистина не знам и не можам што да додадам. Шансата е 12 април, денот кога практично граѓаните ќе зборуваат гласно, а јас ветувам дека после тоа ќе има одговорност за сите оние кои што постои основано сомневање за сторен криминал, без разлика дали биле дел од СДСМ, без разлика дали биле дел од ВМРО ДПМН, Демократската унија за интеграција, Алијанса за албанците, без или било која политичка партија или се политички неопределени. Суштината е да имаме вистинска правда во држава и вистинско владење на правото. Ние со пиар алатки, со политики разноразни можеме се и се што да правиме. Но целата јавност виде што се случи таму и тоа не може да се избрише. Секој оној кој што е реален, секој оној кој што го гледа тоа што се случуваше, ќе пресудува и суди. Дали ние како опозиција сме во право или тие кои што на таков недостоинствен начин во законодавниот дом ја протуркаа таа процедура срамна, би рекол. Така што еве, тука би завршил со одговорот на вашето прашање, наистина немам што да додадам.